Алармантно се намалува бројот на штитеници во единствениот интернат за основци во регионот, во Винички Блатец, во кој се згрижуваат ученици од редовна настава, но и деца со посебни потреби. Некогаш овде беа сместени деца од цела Источна Македонија и место тешко се наоѓаше. Сега нивниот број е толку мал, што сите заедно можат да се сместат максимум во 2 соби. Моменталната бројка сме над 7, од кои имаме во редовната настава и деца со посебни потреби. Најголемата бројка достигнувала до 30 во претходните години, каде што имало и децата биле во редовната настава од подрачните училишта, престојувале во ученичкиот дом. Причини за ваквата состојба има многу. Основната е генералното намалување на бројот на ученици, иселувањето на населението, но и лошите услови кои во моментов ги има во интернатот. На првите 2 општини Виница не може да влијае, но цврсто е решена од овој интернат да направи пристојно место за сместување. Веќе е започнато со негова реконструкција, која ќе се одвива во 2 фази. Првата фаза е промена на столаријата, втората фаза е нова фасада на интернатската зграда, а воедно и на градинката во село Блатец. Што се однесува до средствата се обезбедени од страна на UNDP, каде што општина Виница аплицираше во висина од 33.000 евра. Дополнителни средства доколку се потребни, општина Виница ќе обезбеди од буџетот на општината. Од интернатот се убедени дека со ова повторно ќе ги вратат децата кај нив. Очекуваме и се надеваме дека ќе имаме повеќе, бидејќи условите ни беа катастрофални. Сега гледаме дека ќе ги подобриме и се надеваме дека ќе имаме повеќе ученици. Интернатот во Виница е изграден во 1951 година и од тогаш е реконструиран само еднаш, односно поправена е кровната конструкција. Внатрешно реновирање за подобрување на условите се прави за прв пат.